Русија ги таргетираше пристаништата и складиштата од витално значење за испораката на жито од Украина. Нападите доаѓаат откако Москва се повлече од иницијативата за црноморското жито минатиот месец, договор што му овозможи на Киев да извезува жито на глобалните пазари за време на руската инвазија. Американскиот државен секретар Антони Блинкен председаваше со состанокот во Советот за безбедност на Обединетите нации, фокусиран на несигурноста на храната и го впери прстот кон Москва, бидејќи украинските камиони повеќе не може да го товарат своето жито на бродови. Every member of this council, every member of the United Nations. Секоја членка на овој совет, секоја членка на Обединетите нации треба да ја каже на Москва дека е доста. Доста е да се користи Црното море како уцена. Доста е да се таргетираат најранливите категории на луѓе во светот за подкусурување. Доста е од оваа неоправдана, несовесна војна. Председателот на Меѓународниот комитет за спасување, Дейвид Милибанд, му рече на Советот дека постои консензус дека конфликтот е примарен двигател на несигурноста со храната денес, состојба влошена и од климатските промени. We also know the countries. Every single assessment Ги знаеме и најпогодените земји: Сомалија, Авганистан, Јемен, Нигерија, Јужен Судан, Судан, Буркина Фасо, Мали, Хаити. Блинкен истекна дека пред 5 години Советот за безбедност на Обединетите нации усвои резолуција во која се вели дека намерното изгладување на цивили може да представува воено злосторство. Nearly 90 countries. Речиси 90 земји, вклучително и САД, веќе подпишаа ново заедничко комунике што го подготвивме и циркулиравме, со кое се обврзавме да ставиме крај на злоупотребата на гладта и храната како оружје за војна. Ги повикувам сите земји членки да се приклучат на ова комунике. Рускиот претседател Владимир Путин беше домаќин на лидерите на африканските земји на крајот на минатиот месец на самит, додека континентот се подготвуваше за последиците од повлекувањето на Москва од договорот за извоз на жито со Украина. Москва се обиде да ги увери своите африкански партнери, велејќи дека ја разбира нивната загриженост и дека е подготвена бесплатно да извезува жито во африканските земји на кои им е потребно. Во Обединетите нации, експертите за помош разговараа за глобалното снабдување со храна, велејќи дека не е прашање да нема доволно храна за да се прехранат сите, туку прашање е луѓето во многу земји да нема доволно храна за да преживеат, бидејќи доставата е блокирана од непотребен конфликт.